Сдруженијето на пензионери од Кочани 9-та година поред ќе организира средбата на пензионерите од Македонија, која се реализира кај манастирскиот комплекс во селото Пантелеј Кочанско. Оваа средба ќе се одржи утре со почеток во 10 часот. Како што не информира председателот на Сдруженијето на пензионери од Кочани, господинот Ѓорги Серафимов, се очекува присуство на повеќе илјади пензионери од речиси сите сдруженија на пензионерите од цела Македонија. Според Серафимов, за учество на пензионерската средба се пријавиле 23 пензионерски сдруженија, а посебен акцент е ставен на пензионерските сдруженија од источниот, северниот и централниот дел на Македонија. И годинава во Пантелеј на еднодневен заеднички собир на пензионерите ќе присуствуваат и пензионери од Охрид, Прилеп, Битола и Тетово. На средбата се поканети да присуствуваат и представници од Сојузот на пензионерите на Македонија, градоначалниците на општините Кочани, Зрновци и Чешиново, Блешево, како и раководители на подрачните единици на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и здравство. Во културно-уметничката програма, која ќе трае од 10 до 17 часот, ќе учествува оркестарот од Сдруженијето на пензионери Кавадарци со двајца солисти на народна музика. Се очекува на средбата во Пантелеј присутните гости и учесници да ги поздрават председателот на Сдруженијето на пензионери од Кочани, Ѓорги Серафимов, потоа председателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија Драги Аргировски, а средбата да ја означи за отворена градоначалникот на Кочани Радко Димитровски. И на оваа традиционална пензионерска средба ќе биде подготвен ручек, гравче со пушено месо, а пијалоците ќе бидат понудени по пригодни цени. Да кажем и тоа дека сообраќајот од Кочани до Пантелеј и назад утре ќе го регулира полициската станица од Кочани.